Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот, во кое денеска ќе разговараме токму за нешто што се нарекува единствени во заедништвото. Практично работа која што настан кој се организира од страна на организацијата Хуман Свет, се разбира со поддршка и на реномираниот хуманист и сликар Живко Поповски Цветин и со поддршка на Чептер 4. Во студиото со нас и двајцата гости биле дел од студиото во изминатите години откако сум јас водител на емисијата. Едниот гостин, тоа што го работи, си го ставив како украс денеска за време на емисијата. Впрочем, другата гостинка ја немате видено сигурно една година, а предходно имавте можност често да ја гледате, затоа што разговаравме за многу работи од холистички аспект. Денеска нема да разговараме поднос на тоа, ќе имаме можност понатаму повторно да го направиме сличното, но ви ги представувам магистер Жаклина Димовска и председателка на Хуман Свет, заедно со Живко Поповски Цветин, хуманист и сликар. Добар ден! Добар ден, Огне. Како сте? Одлично. Одлично, после толку време. Не сме се виделе одамна, да, скоро цела година. Жаклина беше долго време одсутна и од државата, знам, и сега веќе се враќаш со организација и веќе со настани, со идеи во главата еден тон. Да, овој пат се враќам во една друга сфера, значи со правење на да се приближиме малце кон одредени таргетни групи. Холизмот нели го зборувавме долго време, малце абстрактен, и во тој правец ќе кажам дека Хуман Свет прави еден цел сет на емисии, холистички пристап во различни сфери од живењето. И тие ќе бидат на YouTube, ќе бидат достапни за сите, и на интернет радио ќе оди, ќе обзнаниме на самиот настан зашто сме, нели, за кој што ќе говориме и сега. Така да со новитети и со иновативности, однака како што е и креиран, нели, Хуман Свет, за да може да се соодветно да си правиме што е можно подобра и повисока енергија и убавени. Тоа е идејата на овој наш свет. Живко, може на ти да ви се обраќам, нема да ви пречи. Вие сте ете на ти, па директно со вие почнувам. Секогаш сте присутен на настани каде што се зборува за заедништво, за сплотеност, за хуманост. Постојано ги поддржувате, со години сте дел од овие случувања. Дали сметате дека можеби и со самото она што вие го представувате, а сте многу уникатен и единствен во општеството, сте придонесле колку толку за сплотување на луѓето? Па јас мислам... Дали се чувствувате успешен практично во однос на тоа? Па видете, ја мислам дека секој човек доколку сака да биде со убавината и да ја шири убавината, тоа може навистина да го прави на сопствен начин. Јас тоа го правам, еве, сликајќи ги цветињата, како еден символ на убавината, и сакам, еве, подарувајќи ги на голем број луѓе, да таа убавина ја пренесувам на еден своевиден начин. Еве, како што овде, овие 3 лентички, цветни патеки на мирот, ги донесов овде и верувам дека и тие, иако се олку малецки, сликички, сепак представуваат нешто што ни го разубавува денот на сите, а и на вашите гледачи. Бога ми да ви кажам и така е. Жаклина, вам ви го разубавува ли денот? Апсолутно, јас сакам да се надоврзам на кажувањето на Цветин, затоа што кога ние се сретнавме со Цветин, некако започна веднаш таа синергија, заради тоа што оној концепт кој што го промовирам со холистичкиот пристап, синергијата помеѓу луѓето, значи уште на првиот настан чинам Живко, некако се поврзавме и видовме дека вибрациите се слични. И нема да го заборавам тој настан да го споделам и со гледачите. Седнавме сосема спонтано на кафе во старата Скопска чаршија, која што е и самата е, нели, енергетска. И Живко, онаков како што е, почна да црта, нели, со цвеќињата, со својата шпакла, со својот начин единствен сам по себе. Таква енергија се создаде околу нас, спонтано со гостите од околу, заинтересирани, па сликички дели на сите страни. Че таква убава енергија, што тој момент не се повторува. Тоа се моментите всушност за кои што треба и да живееме и да ги креираме. Тоа е она што Живко го креира самиот, на својот начин преку цвеќињата. Тоа е она што Хуман Свет
го споделува на еден друг начин и ние некако се споивме, таа синергија, еве веќе соработуваме заедно и на овој хуманитарен настан кој што го организираме сега на 22. Сега ќе зборуваме детално, да. И имаме и друг настан и со Живко сме чинам постојано да во некој дослуг за некоја работа каде можеме да ускукнеме, да правиме, значи заеднички се поддржуваме и тука е таа пораката зашто некако ми ја срочив единствени во заедништво. Практично пораката е и за сите да бидеме уникатни, единствени, интегрирани, но во синергија со останатите. Значи да бидеме во заедништво, да помагаме, но идентитетот, интегративноста да остане иста. Така се препознаваме, така сме печати од личности. И затоа со Живко, он се знае точно што работи и како изразува таа своја хуманост. Јас знам точно како изразувам мојата хуманост. И едноставно направивме синергија, така да верувам дека не само овие и многу други настани ќе креираме во иднина. Во тој поглед, ајде да почнеме да зборуваме околу настанот. Прво ме интересира зошто воопшто го имате именувано како единствени во заедништвото. Па токму сега кажав единствен, уникатен. Значи секој од нас е толку уникатен, дури да зборуваме на една иста тема, да ни дадат една тема. Ние тројцата на различен начин ќе ја представиме. Значи сосема различни аспекти ќе дадеме од истата тема. Сакате да се задржи индивидуализмот, а при тоа да сме сплотени. Точно. Значи тоа е нешто што хуман свет го препознава веќе подолго време и кај нас, но и во светот. Кај нас е можно специфично. Луѓето се губат себе си во потребата да се допаднат на другите. Да. А всушност, ако се развива себе си, човекот ги препознава, значи работи на собствениот раст и развој, ги открива собствените брилјанти кои што се единствени, уникални. И тие даваат одреден капацитет. Значи секој од нас има некоја собствена мисија. И од тука потекнува тоа да го видиме брилјантот кај секој од нас, да го измолкне, не да им се биндиса на другите, туку самиот личниот потенцијал, онаа креативност која што ја носиме самите по себе си, со самото доаѓање, со тоа што сме токму такви кои што сме неповторливи, да останеме единствени, ама во заедништво, да го споделиме тоа, а да го дадеме максималното. И тоа е суштината на целиот настан, бидејќи и за тоа и се организира настанот, да работиме на единственост во заедништвото. Да, тоа е интересно, еве конкретно кај вас Живко, тоа што вие останувате на својата идеја која што со години веќе, колку долго време веќе помина од тоа? Еве 30 години минатата година одбележав од првата изложба Цвеќе на мирот, каде што имам подарено над 45.000 слики низ целиот свет. Имам организирано над 300 изложби во Македонија и надвор од неа, во Америка, во Канада, во Шведска, Полска, Германија, Загреб, Белград и така натаму. Што значи дека јас ја делам ова убавина, овие македонски цветиња на мирот низ цел свет. Добивам писма на поддршка како од она светицата Мајка Тереза која годинава ќе биде прогласена и за светица. Пред 32 години јас добив едно писмо кое навистина ми остави голем печаток и тоа ми е водилка на некој начин да продолжам со една хумана мисија и со цвеќето како символ на таа универзална убавина, добрина, пријателство, соработка, љубов. Тоа ми е навистина една голема желба и јас не можам никако да престанам. И верувам дека додека сум жив, цветињата ќе бидат моја инспирација, подарувањето моја, да речам, желба и љубов и пријателството со луѓето незаменливо со никакво богатство друго. Во тој дел вие практично се зачувавте себе си. Значи идејата која што сте ја добиле, сте останале свој на своето доследно. Апсолутно. Цвеќињата и упорно ете со години полека од Македонија во сите странски држави. Тоа е единственоста, да останеш посветен. Не е секогаш розево во сета таа посветеност. Значи не е секогаш добро, не е секогаш најубаво и подмачкано.
но да се остане посветен, затоа тој момент од Живко веројатно направи една синергија, точка на поврзување, бидејќи останал конзистентен со години, да прави од една воделка за која што тој го дава најдоброто од себе преку цвеќињата. Значи, тоа е она да го изволкнеш тој брилјант, тој свој капацитет, кој што ќе го споделиш со другите и ќе креираш добра атмосфера, ќе креираш насмевка кај човекот, ќе креираш чувство на убавина. Значи, и тоа е пораката на единствен ниво заедништво, да со својата оригиналност предизвикаш, не да им се бендисаш, со оригиналноста да се предизвика таа атмосфера на љубов, на споделување, на подарување, и тоа е всушност и холизмот. Да, сме разговарале многу пати околу целата таа приказна и дефинитивно сме ја погодиле во сршта многу пати. Ајде да направиме една пауза за реклами, па да се вратиме во студиото со детали околу самиот настан. Стоп за двата типа на кашлица. Со Хербион сирупите против двата типа на кашлица. Хербион, два типа на кашлица. Различен пристап. Твоето грло е твоја моќ и кога те боли, земи Септолете Тотал, целосен третман за болки во грлото. Септолете Тотал, твоето грло е твоја моќ. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Во текот на денешното издание на 24 за животот зборуваме за животот, впрочем, како и многу пати во оваа емисија, што темите секогаш ни се фатени од некаков аспект. И да ви кажам, на почетокот, уште пред 4 години, кога почнав да ја водам емисијата, имав многу дилеми околу самото име и самиот назив, бидејќи ја наследив емисијата од колешката Евица и се размислував да и го променам. Подоцна сватив дека не само што ми дава простор да зборувам буквално за се што ќе ми дојде на ум како идеја, туку и дека многумина така и ги согледуваат темите, дека се животни и дел од колегите многу и ме зафркаваат, ми велат зашто ќе правиш муабет? За животот. Така и денеска разговараме баш за животот, нешто што човек сам во својот живот треба да си го препознае, тоа да се истражи себе си, да се дознае и да опстои на тоа, на единственоста која што ја носи, бидејќи секој од нас е единствен во своето постоење, но сепак да се научиме и да живееме заедно. Така. Мели со тие единствености. Само пред да започнеме околу настанот, само да ве прашам, Живко, околу патеката на мирот, знам дека имавте доста голема идеја врзана со Гинис и слично, што се случи со сето тоа? Па видете, ја започнав таа идеја на 4 април. Добро. На Цветници минатата година со поддршка на Лајонс клубот Вардар и ја завршив за 4 месеци. Перманентно работев секој ден по 8, 10 до 15 метра должина на сликите и така дојдов до тие 1001 метро минатата година, зашто и тогаш се одбележува 1001 година од ослепувањето на Самуиловите војници со една порака да прогледаат потомците. Так. Годинава на 4 февруари, пред неколку дена, значи, е испратена апликацијата до Гинис и сега за 3 месеци, 3 недели очекуваме да видиме кој е одговорот и да почне таа процедура. Па ќе не информирате тогаш на следиумите. Да, веројатно ќе биде позитивна и верувам дека повторно ќе зборуваме за тој проект и тоа е добро и за Македонија и за мене. Цветната патека на мирот од Македонија, најдолга слика и така натаму. Так. Со еден збор, мислам дека направив презентација. Една убав еден проект кој 4 месеци, како што реков,
траеше, го завршив на 5 август, на роденденот на мојата мајка Цветанка, по која го носам во презимето и незиното име. Да. Жаклина, не случајно, освен што конечно начекав можност да прашам до каде е целата приказна, не случајно и натаму го поведов муабетот, бидејќи секогаш во ваквите ситуации кога човек ќе се пронајде себе си во единственоста, треба да се најде, тоа и за време на рекламите го зборувавме, треба да се најде некој кој што сето тоа би го поддржувал, би го поттикнал, би го одржувал ако ништо друго во најмала рака на каков и да е начин. Дали самиот настан кој што го организирате единствени во заедништвото има некаква цел да поддржи некого или да подкрепи? Апсолутно, Хуман свет и самата визија и мисија е да ги препознае тие поединци, уникатни поединци кои што се многу своји, индивидуалци, кои што прават. Цветин е еден од тие, така да ја сега ќе спомнам Живко и тоа дека Хуман свет го номинираше и за Нобелова награда. Значи, аплициравме, го пративме во Нобел институтот во Норвешка, токму заради тоа што е толку уникален. И таквите примери не требаат, и тие се меѓу нас. Значи, не треба да отидеме негдека преку океанот или на некоја друга планета да ги пронајдеме тие индивидуалци. Треба да ги бараме меѓу нас. Точно, значи тие не се енонимуси, тие се такви енергии кои што создаваат, креираат само убавина. И тие се омилени меѓу луѓето. Велам, ќе повторам што еднаш, Хуман свет е токму затоа и формиран, да ги препозна индивидуалците, да ги поддржи и да тие продолжат да го прават истото тоа, креирајќи ја таа позитивна енергија, но и да го акцентира дека тоа вака се препознава на овој начин. Затоа што луѓето, знаете како, поминуваат низ убавината, не ја ни забележуваат, оптеретени од разни животни приказни, нели секојдневието, не забележуваат она што е добро. Дајте да подзастанеме и да забележиме што е она што ни креира позитивна енергија. Еве еден пример и затоа идејата за настанот, бидејќи Хуман свет се бави со холизмот, значи со објаснувањето. Меѓутоа, еве го и примерот. Ајде да го видиме. Па синергијата од заедништвото направивме да биде тоа еден хуман настан на кој што спонтано, по пат на забава, значи ќе имаме забава, ќе имаме аукција на сликите, кои што Светин веќе ги заврши до не секогаш навремено и така работлив, нема проблем. Значи, одговорните личности, креативните се и одговорни личности. Оние кои што креираат убавена и добра вибрација. Хуманите луѓе се вообичаено и одговорни, заради тоа што тука се врзува и свесноста и мудрост. И тоа се темите за кои што ќе зборуваме и натаму, и затоа настанов произлезе со тоа да помогнеме не само со нашата активност да направиме забава за една таргетна група, да помогнеме на друга таргетна група. Така да тоа е све некако врзано во еден непрестан систем на Так, на помагање веројатно и на синергија, на преточување на енергијата. И затоа целиот настан сакаме да биде спонтан, како што и впрочем се случи спонтано ова поврзување, па спонтано се поврзаа и други околу нас. Значи да биде тоа една забава на радозналост, значи да како деца да дојдеме и да видиме што ќе се случи и да уживаме во моментот. Вие кога излезете надвор, децава кои излегуваат надвор да си играат, немаат концепт како ќе си играат, туку едноставно спонтано се случува. Доаѓа и продолжуваме и уживаме. Така да тоа е едноставниот концепт во кој што сакаме да ја искреираме и да ја доловиме таа енергија на поддршка и на само експлицирање, кое што не е арогантно, него покажување на самореализацијата. И преку тоа самореализирање, покажувајќи се себе си како сме се реализирале како индивидуи, со нашиот највисок или единствен надарен, дарбата што ни е, на капацитетот и потенцијалот, практично тоа е синергијата на живењето во животот. И затоа све е во животот. Да, затоа на почетокот така по рекламите го почнав тоа за животот и многу пати гостите ќе ми речете како се вика емисијата. За животот.
Со тоа што јас додавам секогаш представка 24 за животот, бидејќи известуваме практично 24 часа за се она што ни се случува за животите овде во Република Македонија. И би сакала сега да искористам оваа прилика да ги поканиме сите кои што се радознали, кои што се хумани, кои што го живеат животот како индивидуи, кои што знаат за себе дека кога ќе направат нешто и ја знаат убавината и големината на давањето. Значи, давањето е едно од највисоките фреквенции што можеме да ги доживееме. Значи, кога ќе му подадеш и ќе му подариш на некого нешто што не очекува. Тоа постојано Живко го прави со своите средби. Подарува, луѓето не очекуваат и предизвикува таква убава енергија, насмевки и нема подобро од нешто што можете да сторите отколку да предизвикате нечија насмевка. Така да покануваме, значи ова емисија да биде што помасовен настанот, можат да дојдат или да се јават луѓето ќе биде во Everyday. Сега ќе ги прашував техничките работи. Да. Мажаки си го знае веќе редот кај мене во емисија. Искуствено. Значи ќе биде во ресторан пицерија Everyday. Добро, тоа е покрај кеот на Вардар кеј фондот за пензијско и инвалидско осигурување. Точно. Добро. Таму ќе можат да си набават една како покана картичка. Секој учесник ќе донира со одредена сума од 300 денари символична, во која што има пијалок и мезе, освен нели и забава. Така да ќе одвоиме навистина и тие што ќе дојдат да уживаат и да знаат дека со тоа што дошле и се забавуваат и дека и помагаат. И тоа е и пораката на настанот. Значи, единствени во заедништво е да се забавуваме и да помагаме, да се забавуваме и да градиме. Не треба животот да биде напор. Значи, не треба да бидат препреки и спреги. Туку треба да биде една повратна динамика на енергија која што се движи и да ги гледаме они настани што ни надоаѓаат во животот не како препреки, туку како предизвици за да можеме да се справиме, ама вистински да го погледнеме од душата. Така пристапуваме кон нештата. И тоа е пораката всушност да бидеме единствени во заедништвото, на сопствен начин да им помогнеме на тие околу нас, заради тоа што повратната спрега е помагајќи на другите си помагаме и на себе си. И тоа не е егоистичен начин. Ако не може човек да биде среќен сам по себе, а тие околу него да бидат несреќни. Не е можно. Исто така и со свесноста. Не може еден да биде свесен, другите да не се свесни или одговорени и неодговорни и да има баланс или синергија. Не иде тоа така. Значи, затоа мораме да работиме на ширење и на свесноста, и на мудроста, и на добрината, и на споделувањето. И тоа е печатот на овој настан, практично. И секој кој што може, ги повикувам сите слушатели да дојдат на 22 февруари, во 20 часот започнува целиот тој настан. Колку што е можно да биде помасовно, значи има картички, луѓето најдов на одлична соработка од менаџментот на тој ресторан, луѓето веќе имаат искуство со хуманитарни настани, така да дадоа се од себе, значи јавно им благодарам заради тоа што толку спонтано ми го направија, а и така треба да бидат работите кога ги преземете. Така беше и емисијава договорањето, наистина. Точно, толку спонтано што од денес за утре. Колку е поголема масовноста, толку енергијата ќе биде повисока. Колку е повисока енергијата, толку имаме чувство дека сме се реализирале самите себе, секој поединечно на тој настан. Цветин, во... Да додадете нешто сакате сигурно, да. Јас сакам да кажам дека Лајанс клубот Вардар, веќе познавајќи ја мојата активност во оваа насока, веќе резервира една слика која сака да ја откупи. Да, може од режијата додека денари. Разговараме, да одат инсертите од сликите кои што ги обезбеди Жаклина за нас, да додека разговараме околу аукцијата, да ни кажете, да. Тоа, моите слики се формат 35x50. Добро. Врамени и почетната цена ќе одредуваме веројатно понатамо, но еве една слика што Лајанс клубот Вардар веќе ја резервира.
А си ја пикирале веќе? Да, пикирана е и тие учествуваа затоа што и јас сум член на тој клуб. Так. И веќе мотивацијата е голема, ќе дојдат и членови да бидат присутни на овој настан. Така да мислам дека до 22 ќе има повеќе купци, што верувам јас дека ќе треба да направам уште некоја слика. Тоа не е проблем за вас, Да. не се ни сомневам. Значи, ќе си има аукција за време на самиот настан. Да, идејата е да биде аукција, која што аукција, почетната цена ќе биде трошоците за креираните слики. Значи, барем трошоците да бидат покриени, тоа ќе биде почетната стартна цена од која што ќе тргнеме. И навистина сакаме да направиме и ги повикуваме сите гледачи кои што можат да играме играта на аукцијата, значи на давањето, па бидејќи освен Lions и Chapter 4 ни е поддржувач, они дадоа некоја се слоган за за бизнисите, вика бизнисмените надаваат за хуманост. Понака ми се бенди са целиот слоган дека бизнисмените надаваат за хуманост. Повелете бизнисмени да надаваме за се надавате. Да се надаваме и Живко да црта уште слики за хуманост и да правиме уште вакви настани. Јас да ви кажам од искуството кое што го носам во себе по однос на бидување аукционер, како водител на аукции, тоа е страшна енергија која што ова за бизнисмените важи. Тоа е страшна енергија која што може да ви се создаде во моментот. Се разбира, тука јас на пример сум се обидувал да придонесам доста во однос на наддавањето. Колку најскапо имам продадено слика така на аукција? 35.000 денари, знам дека една имаше што ја дадов, за друга сега не ми текнува. Ама ќе видиме. Па огне да не прекјутиме дека ти ќе ни бидеш носител на аукцијата. Две мои слики беа продадени на аукција за цистична фиброза по 7.500. Да, ете, и тогаш, Да. тоа ми беше практично првата аукција, по еден месец ми беше втората и ова ми е трета сега. А околу 5.000 евра е продадена на аукција за мис на светот во Кина, на градоначалникот каде што се одржуваше мис на светот и беше присутна Емилија Розман. Така, Со во Кина мои сега слики, на да. островот, да. Така Одлично. да Значи сликиве почнаа да се дига цената на тие Па, аукции, фала зашто Богу и за дека- хуманитарни цели. Да, јасно. Тоа е за Епа мене гледате, ќе се големо забавуваме, задоволство. да, аукциите Да, се многу во ќе биде суштина многу интересно. интересна работа. Така што, еве, ќе се потрудам и тука да ги подкрениме цените малку повеќе од последните тие во Македонија. Како Кина не, ама Добро. барем македонскиве стандарди да се ги надминеме. Да. Вака, датум? 22 февруари, 20 часот во Everyday. 22 е вторник или Понеделник. Понеделник, така. Понеделник. Понеделник. Земавме онака ден кој што најмалку луѓето би излегувале, ама ова навечер на еден пијалок и едно мезе би можеле да се позабавуваат и да направат нешто хумано. Соодветно. Значи, да не го земаме викендот, мислам дека понеделникот е убав ден за хумана работа и да ја почнеме така неделата со хумано, со исполнета душа. Да, соодветно, јас мислам доста. Во ред, значи, ќе има забавниот дел, уште да го кажеме. Забавниот дел содржи, значи, нашите пак убави пријатели, хоро Смирна, кои што пеат, за гледачите кои што не знаат, прекрасно византиско пеење. Значи, неверојатни можат да ги најдат и на YouTube. Толку е убава таа вибрација и таа е во склад со сето ова, значи синергијата на холизмот и на љубовта и на цвекињата и на боите. Ќе настапат со неколку точки. Ќе имаме точка и од децата од домот 11 октомври, кој што имав можност да ги видам пред Нова година на една предновогодишна забава беше. Толку се прекрасни, толку имаат убави движење и енергија на телото, што ги вклучивме, ги поканивме да се представат и самите. И ќе имаме соло пејач на македонски шлагери, кој што ќе, нели, малце ќе ова беше потенцирано вака кон мене кажано. Затоа што јас сум тука одма вака
се возбудувам околу делот со македонските шлагерски песни. Оние така од 50-тите, 60-тите, нели во рамките да не биде многу дозирно, сакаме да биде оптимална, од некои 2-2,5 часа таа програма, заедно со аукцијата. И така сакаме да биде све енергетски, онака синергично, енергетски, издигната атмосфера. Пејачот кој и да вие, само да му кажете дека Огнен вака со микрофонот од позади ќе му пречи во пеењето на шлагерските песни. Да, знам Одма да ги си обожавам. знае. Одма да си знае, да биде предупреден, да не рече дека не сте му кажале. Ќе се придружиме. И доколку атмосферата дозволува, значи доколку имаме таква синергија, ќе си продолжиме и со караоке. Ете, пак на кај мене гледаш, Жаки. Ме намести сега. Знам, Јавно ме намести. Виртуоз. Да, за караоке забави. Па добро, понеделник. Да. Таман предходниот викенд ќе имам во петок, таман соодветно. Исто со шлагери ќе си продолжиме. Да. Јас вака, не бидејќи Жаки ми била редовна гостинка на караоке забавите кои што ги правам во Старата Скопска чаршија, токму поради енергијата, се обидов и надвор од неа, ама не ми успеа. Таму е најубаво, не? Во Старата Скопска чаршија сосема поинакво чувството. Мислам, многу по-соодветно. Да. А на крајот на емисијата стигнавме. Добро, Цветин, имате нешто да додадете слободно? Јас покрај овај настан што го организираме за 22, јас би кажал за еден понов настан што ќе биде на 13 Добро, во сабота, февруари, сега, в сабота? Февруари, по повод Свети Трифун и Свети Валентај. Добро. Каде што ете во Дебармало продолжуваме со таа традиција да закроиме лоза, но и вино да закроиме. Каде ќе го правите тоа? Тоа ќе го правиме кај Жабарот, на Добро. Пладне. Лозата во близина на Жабарот, тука на улица Коле Неделковски. Закројуваме лоза, земаме дел од гранче од лоза, го ставаме во шише, а исто така ќе начекаме и солзи од лозата што ќе плаче. Да. Кој Тоа ќе се закројува, солзи на македонската земја и македонската мајка за Македонија, и тие ги ставаме во епрувета и во едно шишенце, заедно со една епрувета со вино, за да ја откриеме вистината за нашата земја, и тоа го пуштаме по водите на реката Вардар, да стигне до до Солун, односно Егејското море и сите мориња во светот, за да светот разбере што повеќе за Македонија. Тоа е дел од настанот каде што тука ќе се, како што реков, закројува и вино кај Жабарот, ќе се јадат малку гирици, оние ситни печени рибчиња, и ќе се чита поезија, ќе се пеат песни. Тоа е првиот дел, а вториот дел почнува од 18 часот. Добро. Од ова фурната и сладкарницата кај Апче и Идеал галеријата на Тони. Од тука тргнуваме по дебармалските сокаци со серенади. Ау, што убаво. Поминуваме покрај сите познати кафани Антица, Скопски мерак, Боемската И Дадија, улица, Начек, и Дадија и така натаму. И доваѓаме во Скопски мерак за да ја продолжиме она поетска вечер со поезија, со серенади во Скопски мерак и со дружба која мислам дека еве 10 години наназад ја практикуваме и многу има интерес. Ќе бидат вклучени повеќе поети, музичари, музичкава група Смирна, групата Серенада, така да навистина ќе имаме дури еден шахиста кој ќе одигра една партија шах. Супер. Зашто животот значи шаховска игра или игра, како што вели Лечење на Жаки. правилните потези, а некогаш Да. и грешните да се Да. сватат како нешто кое што Како може да ве Да. поттикне за лекција. правилен. За да се кралицата земе или кралот да се оневозможи да постои. Така. Добро. Едноставно тоа ќе биде вака и покана од ова ваша емисија Да за можат да животот, си- да можат да дојдат сите заинтересирани кај Жабарот Да го видат напладне, животот од друга страна. животот да го видат од друга страна, Така. кај Жабарот напладне и вечерта од кај Апче од 6 сатот
па малку Да се заеднички забавуваме. да се дружиме. Тука мора да прекинеме, бидејќи веќе се спремаме за вести. Ви благодарам и на двајцата за гостувањето и за издвоеното време. На крај устанува уште, значи настанот е на 22 февруари, понеделник, во 20 часот во Everyday кај Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Секој е добре дојден. Ви благодарам многу. На времето И и ние атмосферата секогаш прекрасна со тебе. Дека за животот се разговараме за тоа. А и еден тон градови позади нас. Пријатно, почитувани гледачи.